денес ќе одржиме петтиот поред граѓански парламент во локалната самоуправа на општина Прилеп и ќе ги разгледаме сите апликации што ги имавме за зададено за јавниот оглас од 1 до 28 февруари оваа година. Аплицирани се околу 136 апликации од сите граѓански здруженија, спортски друштва и клубови и невладини организации. Денес ќе ги обавестам сите присутни, на кои што му беше кажано да има по еден представник од овие невладини организации или здруженија и спортски клубови, каде ќе разговараме начинот на поделбата на средствата, колку средства ќе се поделат и слично. Мислам дека ова е еден од договорените работи што ги направивме и што ги предложив порано за транспарентно доделување на сите средства што ги доделува општината на граѓанските здруженија, невладините организации и спортските клубови. Тоа денес ќе го направиме, ќе му објасниме како тоа ќе биде направено во наредните неколку денови. Комисијата за финансирање и буџет тие средства ќе ги распредели во рамките на можностите, во рамките на што беше дозволено. Мислам дека во годинашниот буџет одделени се 5 милиони денари за спортските клубови и 2,5 милиони денари за невладините организации и здруженија. Тоа ќе го направи Комисијата за финансирање и буџет. Не, поеднакво нема да се добие, тоа е према големината на клубот, во која лига се надпреварува клуб, дали тоа е фудбалски, ракометен клуб или одбојкарски клуб, кошаркарски и слично. Исто така и здруженијата на граѓани и невладините организации ќе се базираме на еден дел од тоа колку добиле минатата година. А и во јавниот оглас беше кажано, оние што добиле минатата година средства од општината, во нивната апликација да биде доставено и како ги потрошили на кое место со документ тие средства, за да може да добиете оваа година. Тоа е еден од условите што треба да се направи. Сумата е исто како минатата година. Значи буџетот на ова е исто како и ланскиот буџет за доделување на средства на сите овие невладини организации, здруженија и спортски клубови.